Почитувани, Советничката група на Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, на вчерашната седница на Советот на општина Куманово, предложи како точка на дневен ред да биде ставена донесување одлука за распишување на референдум преку кој граѓаните на Куманово ќе се изјаснат дали се за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Куманово. И покрај нашата аргументација за оваа иницијатива, множеството советници на седницата, предводена од СДС и неговите коалициони партнери, со крајно паушални и несватливи констатации истата ја отфрли. Со ова отфрлање, директно, граѓаните на Куманово беа спречени самите да одлучуваат за судбината на својот град и за иднината на своите деца. Би сакал уште еднаш да истакнеме дека јавноста мора да биде запознаена со стратегијата за интеграција на бегалци и странци и националниот акционен план за стратегијата, преку кој се создава правна рамка за трајно населување на огромен број на мигранти на целата територија на Република Македонија. Очигледно, советниците од владеачката коалиција се единствените кои не гледаат со каква опасност се соочува Куманово. Неодговорното и антидржавно однесување на владата директно ја загрозува иднината на државата, а за СДС во Куманово представува прифатлива политика, со која, за жал, трајно ќе се дестабилизира Република Македонија. Ги повекуваме советниците на СДС и од другите политички партии во Советот, а и оние кои немаат своји советници, да завземат јасна и недвосмислена позиција против стратегијата. Против стратегијата која предвидува демографско и културолошко преобликување на државата, во која нема да може да се воспостават никакви интегративни механизми. Туку ќе бидеме само сведоци на хаосот без крај. Почитувани, Советничката група на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија ќе продолжи со борбата против сите аранжмани од страна на актуелната локална и централна власт, кои ќе бидат на штета на националните интереси и директно ќе го загрозуваат мирот и стабилноста на нашиот град, а со тоа и на нашата држава. Граѓаните се свесни за политичката состојба во која се наоѓаме, но и за сите претходни случувања во кои секогаш Куманово излегуваше како поразена страна. Затоа, на 15 октомври, длабоко сме уведени дека граѓаните ќе ја донесат вистинската одлука за судбината на Куманово и на Република Македонија. Благодарам.